Јован ми е гостин на денешниот подкаст. Јован има направено неколку игри и една од нив има достигнано 20 милиони даунлоди на Google Play и на App Store. Јован, мило ми е што дојде денеска да си збореме. Фала што ме покани. Ја те знам преку фирмата што имаш креирано. Интересен ми беше разговорот што си го правивме претходниот пат и сакам да го споделиме на луѓето што ме следат. Кажи на почеток, од која година почна со девелопмент, што те натера да ги правиш игрите, дали претходно имаше направено некои други? Така. Вака со програмирање почнав многу одамна, негде 5-6 одделение, така нешто. Баш го слушав подкастот со Горијан кога зборевте дека од Ентер имате почнато и двајцата, мислам дека. Исто ја така од Ентер купив еден Ентер на времето. Јако. И таму имаше на CD Macromedia Flash да си инсталираш и позади негде таму на задните страни имаше туторијалче како да направиш, мислам дека Змија игра во Macromedia Flash. И ми се виде интересно, некоја трајал верзија инсталирав од CD-то од Enter и почнав така да го препишувам кодот, не знаев што препишувам, само си го пишував кодот. И тоа е усвари првата таква игра што сум ја направил, баш Snake. И не знам, после ми се виде интересно и си продолжив сам да си учам понатака од интернет. Едно време почнав и да учам други јазици, нешто PHP чепкав, па после Java почнав и баш тој период почнаа да излагаат Android телефони кај нас. И купив, мислам би купија од дома еден Android телефон, имаше некој надпревар на VIP или нешто така за Android апликации. Ке те прекинам малце за Flash, пошто повеќето сигурно не знаат што е Flash. Уствари, тој ќе му дое како програмски јазик што се прави визуелно работи или како може да го дефинираме? Вака Flash е една околина за правење на такви некои интерактивни игри и апликации. Јазикот конкретно што у Flash се користеше се викаше ActionScript. И генерално за разлика од не знам други јазици кај што нели имаш текст едитор и кодот го пишуваш директно у текст, таму има визуелен едитор кај што графиката е векторска и може да си црташ на пример крупчиња, такви форми геометриски полигони си црташ и после може да ги анимираш и да ги контролираш преку ActionScript. На почетокот на веб страните многу доминира Flash елементи, дури реклами нели имаше у Flash, дури имаше реклами, и цели изработени веб страни. Имаше многу сајтови што беа популарни као Miniclip на пример или Congregate, мислам дека се викаше, тие беа сите игри таму во Flash беа правени. Уствари мислам дека Flash највеќе престанаа да го користат кога излезе iPhone-о. На iPhone-о не поддржува Flash и почнаа постепено сите мобилни уреди да го тргнат, пошто црпеше нели многу ресурси. Многу, прилично неоптимизиран, имаше безбедносни пропусти, особено за во браузер. И баш мислам има на интернет може да се најде Стив Џобс колку многу си има и наетено да не го стави Flash во Safari и во iPhone. Мислам дека и мислам тоа дека беше оно линијата црвена и од тука натаму веќе Flash почна да изумира. Дефинитивно. Мислам дека Adobe доста го форсираа, имаше као некоја караница, памтам, ама Apple тука пресекоа и као многу работи во индустријата, после Apple сите прилично си млад да се сеќаваш на овие работи. Така, не знам кој период конкретно беше, 2011-12, може ја баш тој период почнував негде со или така нешто, може 2009-2010 сум почнал. 2008 изгледа почна новиот iPhone, кој беше и тука некаде. Ствари толку ли време помина од 2008 ли iPhone кога излезе првиот? Не се сеќавам, ја баш тоа не се проверам за да знам. Претходно, пошто и ја HTML и CSS куцав и знам тоа време дека многу у Flash правеа паралелно работи. Јас сум инклудирал
у самиот HTML код, некои флеш елементи и го знам. Па затоа те прекинав за дискусијата, па дури самиот YouTube беше целиот плеерот беше плеерот беше флеш базиран. Да. И после од тоа почна право Android или? Да, почнав Android да куцам, native Android во Java и почнав да правам некои така игрици и апликации. Прва апликација, како што кажав, ја правев за некој надпревар на VIP, ама не знам, тоа беше така, знаеш, прв пат се среќавам со тоа, не се ни сеќавам точно што пробав да направам. И после тоа решив да пробам игра да направам. И тоа време баш нели од флеш игрите беше популарна Bubble Trouble, ако ја знаеш играта. Bubble Trouble. И седнав да направам клон на Bubble Trouble за мобилен телефон. И сега тоа е стварно рано, значи 2013 мислам дека ја објавив играта на Google Play. И тоа време немаше на Google Play многу игри, немаше ни многу апликации, ептен беше така нов маркет. И конкретно Bubble Trouble не беше зафатено како име, никој немаше нешто такво направено. И си ја објавив играта и почна да има симнувања така само од себе, што се вика. Мислам, постирав ја, не знам, на некои форуми, на Reddit, на Facebook групи, ама генерално тоа време на Google Play можеше ти нешто да ставиш, како апликација или игра што си ја направил и да се појави кај луѓе. Да, например, сега тоа не е можно, да. Сега ако ставиш апликација, само ќе ти се изгуби у морето на други апликации, не знам, дневно колку илјади апликации се објавуваат. Да, буквално беше така, пошто и ние сме ставале на почетоку и без никакви реклами сме имале органски трафик директно. Да. Ама сега има мал милион апликации и е тешко да доминира некој. И какви резултати доби? Уште имаш ли таа апликација? Не е веќе достапна затоа што ја направив у некоја стара технологија, не знам, мислам дека се викаше Android Engine или нешто така, као некој Game Engine за Android, што не е ни реално Game Engine, као така од GitHub нешто собрав, најдов. И со тек на време deprecated стана, нели има некои правила, например, ако не ти таргетира одредена верзија на оперативниот систем апликацијата, ти ја бришат после некое време. И мислам тој код е така многу стар, тогаш сум бил дете, уште не сум знаел толку да програмирам, некако не беше maintainable се тоа. Колку downloadi имаше? Па мислам дека стигна до околу 100.000 симнувања скрос органски, без никаков маркетинг. Имаше некоја монетизација неа или не? Да, имав реклами ставено. И баш сега памтам тогаш... Како? AdMob или некој друг? AdMob, да, AdMob. Баш памтам тогаш колку сум ги молел дома моите да ми даат $25 за да се регистрирам како Google App Developer. Баш тоа сега ми текна дека не мислеа као, знаеш, кај ќе ги даеш парите, што ќе правиш, као не знам, пак $25 се, али не, тоа као на дете, нели, да ги даеш, не знам, моите мислеа дека ќе ми ги украдат, па не знам, прва, средно или нешто така, као... Може мислеле картичката дека ќе им ја... Да, они, пошто моите не се, знаеш, многу со технологија, вака, и исплашени, као, памтам ми викаат некој да не ти ја украде играта, кај ќе ја ставаш играта, некој да не ти ја земе. Да објасниш како функционира. И после, одма од кога почна таа, кој ти успеа, пример, размислуваше ли одма на некоја нова, или? Па да, тоа беше пак клон, нели? Ја и очекував дека може некој да ми ја тргне или нешто такво, не се деси ништо такво, ама пак, знаеш, реално идејата не беше моја. Ја мислам, ја ги преработив сите графики, као кодот, ништо не е земено, што сега не знам. Да, ама името е било исто, името е ако тоа, они си имат тој, да. трейдмарк на тоа име, можело да ти направат проблем, ама да. Едноставно не сакале да замарат со тоа. Да. После тоа направив усвари апликација, не направив игра втора, туку средно, нели, бев и Word се завршив јас и таму менувавме училници меѓу часови. И, например, ти завршил трет час, треба за четврт да отидеш у некоја училница и цело време заборавав на распоредот што е следно
и знаеш, си вадиш од ливче, гледаш на распоред и викам чај ќе си направам апликација, да си гледам на апликацијата распоредот и направив исто во Android апликација, кај што си ги внесуваш часовите, си внесуваш дали сакаш прва смена, втора смена да ти покажува и во зависност од тоа колку е саат, ти обележува на кој час си сега. И почнав тоа да си го користам, не знам, си додавав и некои други фичерс као за просек пресметување и не знам, некои белешки да си запишуваш. И прво тоа така си го користев само јас и после некое време знаеш, ме прашува као за апликацијата луѓе и решив да ја ставам на Google Play и ја ставив и стана и таа така релативно популарна за... Од школските користеа или по другите школи? И по други школи ја користеа. Мислам дека ја им пишав на ITMK тогаш као ја направив апликација, ако сакате објавете и дечките објавија као фала им за тоа, да, и друг на пат... ITCOM и јас сум имал секојаш подршка од најраните денови и сум им преблагодарен. Исто и јас. Да. И за овие други игри што ми се понатака исто имам пишано, имаат објавено. Секој знае добар контент и млади луѓе што се трудат нешто да направат, секојаш ги поддржуваат. Да. Инаку да, почна да ја користат и баш имам интересна приказна тогаш. Се возев еднаш така во автобус, нели се враќам од школа и гужва по ЈСП по автобусиве. И стојам јас и као што си стојам, тука едно девојче пред мене си отвара телефонот и си гледа распоред на мојата апликација. Кажи колку е јако тоа чувство. Да, и тоа баш онака ми беше интересно. И јако и ја тоа го имам забележано некој кога го видам. Посебно еднаш кога се многу изненадив. Во Франција еден велосипедист излава и гледам ја користе тоа е next нашата level. апликација. Значи, да, тоа чувство е многу јако. Да, баш. Однака, после, освен таа, нели, апликација, после наредна која ти е? После продолжив со игри, направив една игра што се викаше Light Up the Bulbs. Таа беше као некој пазл гейм, кај што поврзуваш некои сјалички, нивоа имаше, не знам. Не се сеќавам колку 50 на може. И таа не помина нешто многу добро, така. Ја ставив, не знам, стигна некој 10-12 илјади симнувања. Ама не знам, таму не мислам дека не беше ни добар геймплей од самата игра, не. Например, од оваа прва сепак имав заработено нешто, оваа не ми генерираше ни профит. Така што таа брзо ја оставив. После тоа мислам дека после тоа објавив Challenger Friends, што ми е најпопуларна до денес. Ова е таа да, значи ова е колекција од игри што се играат за двајца или четворица играчи. Повеќето игри се за двајца, дел од нив може и со тројца и четворица да се играат, и сите може против AI исто да се играат. Има околу 30 и нешто игри, али обично на месец дена додавам нова игра. И моментално оваа апликација има 18 милиони симнувања на Android и околу 2 милиони на iOS. Прејако. Чекај да опуштиме овај трейлер. Тука имаш сигурно некој... Малку е стар трейлеров, треба да се апдейтнат некои работи дизајн-wise. Али генерално тие се игрите што се играат за двајца, што ги гледаме на трейлеров. Кога почна преку Unity да програмираш? Кога направи switch од оваа игра прво не беше направена во Unity, беше во Native Java направена во еден library што се викаше libgdx. И беше така на Android само објавена, пошто тој library не можеше да направи порт на iOS. И после некое време сакав веќе да ја објавам апликацијава на iOS и купив iPhone и MacBook само за тоа и сватив дека library-во нема поддршка за да избилда на iOS и земав да учам Unity ради тоа. И седнав, ја прекуцав целата игра во Unity, после тоа ја објавив на iOS. Сега тоа беше, сега не знам точно, мислам дека 2017, игра ја објавив 2014 на Android,
А на iOS мислам дека 2017 беше. За тие 3 години многу повеќе даунлоди имаше на Android отколку ли Па на да, iOS, веќе- пошто гледам дека сега многу голема е разликата. Да. 18 Мислам дека имаше неколку милиони веќе. Не знам точно колку сега, мама сигурно 4-5 имаше веќе на Android пред да ја објавам на iOS. Од кога това ти упадна добро да речем игри и почна многу да ја користат, дали размислува за да направиш и некоја друга игра и друга апликација или се задржа на оваа сам? Па после 2 години објавив уште една игра, значи прво од 2014 до 2016 немав ништо објавено, работев многу на оваа игра. Објавив уште една Galaxy Wars се викаше и таа помина така солидно да речам. Не знам зашо не продолжив после да ја правам, мислам дека не ми се исплатеше толку многу колку што ми се исплатеше на оваа да работам, као најверојатно за тоа поише се фокусирав пак на Challenger Friends, али таа Galaxy Wars добро поминам, исто околу 100.000 симнувања имаше. Меѓутоа да, се фокусирав после на Challenger Friends и после неколку години пак немав ништо објавено и во 2021 ја објавив Butzos Burgers. Тоа е cooking game, кај што така брза игра со составување на хамбургери и ти излагаат као нарачки, треба брзо да ги составиш. Таа исто не помина многу добро. Мислам пред се поради тоа што многу конкуренција има во cooking games и општо многу се смени маркетот во тие години, излегоа милиарда игри, мислам скроз друга сега веќе маркетот. И на сега 2022 ја објавив и Puzzle Hub. Тоа е исто колекција од игри што се пазл игри, игри со зборови, логички игри како на пример Sudoku, Word Search, Minesweeper, таков тип на игри и активно работам на таа игра. Со неја како ти оде? Па добро е генерално, некако уште си ја осеќам како да ми е у soft launch играта, затоа што метрикиве добри се, на пример има добар retention, меѓутоа уште не стигнува до доволно корисници играта и затоа што некако уште не можам да го фатам добро маркетингот, ама мислам дека ако најдам начин поевтино да стигнам до повеќе корисници, дека сите други метрики за сега добро се покажуваат. Супер, ајде да дискутираме тоа. Како ги имаш добивано корисниците? Од кога некој девелопер ќе ја направи играта, единиот начин е да си контактира некоја маркетинг агенција или некој што знае добро да му ги измаркетира работите, ама оваа ситуација на мене ми беше многу интересно, пошто ти сам ги правиш сите работи, а веќе имаш постигнано феноменални резултати. Кој е пример, кои работи може да им ги препорачаш на некој што сака сега те да лансира некоја игра? Па вака, прво конкретно е за Challenger Friends, многу битна работа е што ја бев многу рано во маркетот. Значи, не сега тоа нема да се случи веќе. Да, тоа не можам да кажам онака како некоја сигурна формула за сега, затоа што тогаш бев рано у маркетот и тој keyword two player не беше зафатен. Денес има многу игри што се такви како Challenger Friends, ама тогаш мислам дека беше или прва или втора што постои на Google Play. И тоа само по себе си донесе органски приходи. Сега некои други работи што сум ги правил за повеќе downloads. Например, на Challenger Friends, на почетокот користев еден ad exchange network. Тоа е, мислам дека не постои веќе таа фирма, ама тоа беше... Како се викаш, ја користев еден, нели доволно кога нема, пример, од AdMob реклами, он надопунува со друг тип на реклами. Да, може така да биде. Со тоа што ја на почеток кога ја лансирав играта, користев само ad exchange, као не заработував првите неколку месеци, туку... рекламира се твоите игра на други места. Да, значи као функционира... Што ги печалеш, ги плаќаш и за на друго место да се онада. Да, например, ако ставиш, да речеме, реклами и заработуваш од нив,
парите што ќе ги заработиш, прво ќе ти земе кат мрежата, па после ќе ти стигнат на сметка, ќе ти земе банката одреден процент да речеме, па треба да ги изданочиш и нели после тоа може да ги реинвестираш. Да. А има AdExchange Networks кај што прикажуваш ти реклама и, например, за секоја импресија добиваш импресија на некоја друга апликација. Да, мислам дека беше некој као, например, ако покажеш 1000 импресии, некој 800 добиваш назад, да речеме 20% мрежата си ги зима за неа. И тоа беше доста добра тактика, не знам дали сега не сум поварал дали постои нешто такво, ама на Challenge Your Friends доста добро работеше тоа. Друго што правевме во претходните апликации, као нема толку многу активни корисници, ама пак, например, таму си ги прикажував игрите како реклама, ама онака не преку нетворк, туку само си ставаш свој банер во твојата игра и редиректаш кон друга игра. И тоа беа отприлика тие на почеток тактики. После тоа почнав и со paid advertisement, значи си пуштам кампањи од време на време, платени на кампањи. На кои места највеќе? Да, вака тоа е нешто што го сватив со тек на време, дека, например, не ти се исплати да пушташ реклами и не ти се исплатат корисниците секаде. Например, бројот на симнувања не е некоја премногу битна метрика за успех. Во однос на тоа колку заработуваш. На почеток пуштав глобално, ама многу брзо сватив дека тогаш ти се оптимизира кампањата да има најмногу симнување и најмногу симнување има таму кај што е најевтино, во Индија, на Филипини, не знам, Бразил мислам дека. И тие корисници се многу на број, ама нема да ти ги вратат парите ако си потрошил $100 например на кампањата, дали 10-20 ќе успееш да вратиш од тие корисници. И после тоа почнав да се фокусирам повеќе на Западна Европа и на Америка. Конкретно во Америка најмногу се заработува од еден корисник, таму најмногу рекламите вредат да ги прикажуваш и тоа најмногу повеќе вредат на iOS отколку на Android, као и тоа многу повеќе. Не знам дали е така со сите индустрија, ама во игри е така. Да, и ние го имаме истото забележено на iOS, доста поголема конкуренција има и повеќе пари дават луѓето што сакат да се рекламират. Да. Меѓутоа, гледам најмногу на Америка да се фокусирам, ама пак таму најмногу добиваш, ама и најмногу треба да платиш за да се рекламираш, као тоа е. Колку е цената за да привлечеш еден корисник? Да. Тоа зависи од рекламата, од графиката, трейлерот во рекламата, креативот. Мене конкретно на Challenge Your Friends ми е околу $0.3. Супер е тоа. Да. Сам си ги правиш исто и графиките за рекламите, не користиш ништо од... Сега за сега се сам сум правил, ама сакам полека да почнам некој да ми помага, затоа што не се постигнува се сам. Онака некои тактики дали си правил некој нешто што ти е упалило за милионски бројки да добиеш или стандардни реклами само Facebook, Instagram, Google? Па не знам, јас генерално не сум толку многу во маркетинг експерт, поише сум на инженерскава страна, али сум пробувал, мислам, тактиката е да пробуваш, например, пробуваш еден вид на реклама, гледаш како функционира, пробуваш друг вид на реклама, ако тој вид функционира подобро, фокусирај се на тој начин. Да. Правиш АБ тестинг на рекламите или уште не си почнал? На рекламите само не ставаш баш рекламите и чекаш да видиш од прилика каков резултат ќе ти дадат. Па поише така, да. Инаку за АБ тестинг правам многу за функционалностите на игрите, да. Тоа е нешто што го открив ја пред 2-3 години, нешто така, и од тогаш као можам да препорачам на сите да прават АБ тестинг за се, затоа што некогаш некои одлуки ги носиш, нели, ако ги носиш по интуиција, е окей да имаш некаква интуиција дека нешто
може да ти донесе, да речеме, подобар енгејџмент, повеќе корисници, повеќе да играат играта, ама често се изненадувам што им се свиѓа на корисниците повеќе, например за разлика од јас што мислам. Така да секогаш така, мислам, едно е ние што сакаме и што ни се свиѓа, друго е на целата маса на луѓе. Онака меѓу време, пример, додека игрите си ги правил, дали си барал IT работа у некоја IT компанија у Македонија или како фриленсер цело време си работиш? Бев на пракса и работев после година и пол во NetCetera како augmented reality developer. Да, генерално добро искуство имав таму. Разликата, пример, помеѓу фриленсер и некоја корпоративна компанија, што ти се допаѓа да направиш паралела, пример? Можам вака на два, како да кажам, на два фронта да одговорам. Прво, едното е кога си фриленс, работиш сам. И малку е, не знам, на моменти е така, осамено да речам, ајде. Убаво ми беше што одев во канцеларија, со тимот доста добро се поклопивме, добро функциониравме, се дружиме и ден денес. Така да тоа ми беше мене доста добро искуство и фирмата беше стварно добра. Друга страна, вака технички гледано, многу се учи во фирма, значи кога работиш там, на многу работи не пазиш, пошто не мораш да пазиш, да речеме, конкретно за кодот, например, именување на функции, на променливи, самата структура на кодот не ја запазуваш, не користиш Git на правилен начин, например. Тоа е нешто што се учи у тим кога работиш, си приморан да правилно да го користиш Git. И тоа се некои работи што мислам дека немаше да ги научам ако не работев у фирма. Онака, пример, како фриленсер, до сега наидувал ли си на некои проблеми, например, како исплата на средствата или заради тоа што немаме PayPal у Македонија, како ги решаваше тие работи? На почетокот на Android, мислам дека не дозволуваше у Македонија да се монетизират апликациите. Тоа како го решаваш? На почеток на Android не можеше да се стави платена апликација и не можеше и на purchase да имаш. Тоа беше стварно голем проблем. Меѓутоа, тоа е што е, тогаш бев само со реклами. Не си отварал, пример, во Америка фирма или на друго место за да пробаш да... Мислам, тоа е надминиш проблем. Тоа е скроз валиден начин, ама ја немав ни 18 години тогаш, као тоа ми беше, не знам, далеку, као. Тоа е, не го немаш, снајди се со нешто друго. Мислам, рекламите си функционираат добро, ама конкретно еве AdMob ја користев и AdMob функционираше добро, ама има други мрежи што не соработуваат со Македонија. Дури тогај беше посебна, па после Google го купи и го спои со AdSense и таа цела мрежа. Почетокот си беше како посебна единка и само функционира, нели, имаше AdSense реклами, ама многу лошо перформира и немаше визуелни, мислам, а AdMob упадна баш у играта од iOS и Android уредите и после за некоја милиарда, мислам, нешто така нешто ја купиле целиот AdMob. Да, тоа беше проблем на времето. Сега мислам дека не е до толку. PayPal неаме ама конкретно во овој случај не ти треба PayPal. Скоро сите фирми прават wire transfer директно на сметка на банка. Тоа, мислам, сега единствена препрека што ја имав, нели, пред некое време, тоа што имаше некои ad networks што не работат со физички лица, кај што мораш да бидеш правно лице за да можеш да соработуваш со нив, така да тоа ми било вака скоро време. Моментално, пример, за 2023-та, што ти се плановите? Дали имаш некоја игра што ти е на ум да направиш, да ја реализираш? Дали ти е у план тиму да го прошириш или да работиш на оваа игра на подобрување? На Challenge Your Friends дефинитивно се продолжува со работа да се подобри уште повеќе корисници да има.
сакам Puzzle Hub да стигне до таму кај што сум замислил да биде, затоа што уште не е. И се надевам ке со маркетингот исто така ќе го решам тоа. И да, имам доста идеи за игри, меѓутоа ќе видиме. А исто што спомна и тимот, би сакал да почнам да работам, да оформам некаков тим што ќе работи на игриве, затоа што сам не можам сите да стигнеш на да, не можам сите сегменти да ги направам како што треба. А од овие игри која највеќе ја користат, која највеќе тоа е на пример интересно што ја никогаш не би кажал дека X точка е убедливо наиграна од сите овие игри. Да, ти иако е наједноставна и мене време си потрошил за да ја направиш, ама да. Корисниците и да, мислам генерално публиката ми е млада, повеќето се деца, максимум мислам ја играат и постари да речеме, ама така најголем дел се до 20 на години и најверојатно на тие што се па ептен млади има интересна X точка. Мене на пример као нели е играта решена, знаеш секогаш да извадиш нерешено, као нема тука што да се игра, ама ете X точка е убедливо наиграна. После тоа имам направено една верзија на Flappy Birds што се игра со други, таа е доста играна. Не знам, треба да проверам на листата, ама од прилика тоа што го приметив е дека поедноставните игри многу повеќе се играат. Тие што се покомплицирани се играат, ама не толку многу. Не толку. Пример, освен USA, кој друг маркет преовладува у играта? По број на активни играчи, USA мислам дека е прва у моментов. Колку има активни корисници на апликацијата? Од 25 до 40.000, зависи кој ден у неделата, например. Понеделник, активни вторник. Како ги сметаш? Што ти секој си има различна математика. Daily active users. Пошто, пример, мислам Facebook или некој други дека пресметува како у 30 дена сите уник корисници што ќе се активират, тие им се како активни корисници што ги сметат. Тоа е најверојатно monthly active users или па има, например, може да гледаш daily active users, ама rolling average, например, до дента, просекот од претходните 7 дена. Ја конкретно сега што го збораме daily active roll users number, да, значи кажуваш уствари. Да, и сега тие работни денови, понеделник, вторник, среда, четврток, има некои 25.000 вкупно од двете платформи. Викенди некогаш до 30 се стигнува и на празници, сега за Крисмас, овој католичкиот Божик, за Нова година стигнува така до 40 негде, тоа е као пик некој у годината. Од Македонија има ли корисници? Има, да, не знам точно колку, мислам дека неколку стотици има. Користиш ли пример некаков сервер или локално се сите игри? Не, овие се сите локално, ама тоа е нешто што сакам уиднина да го направам, да може овие сите игри да се играат и онлайн. Сега моментално е на еден уред да се играат. Значи двајца ако стават, двајцата на еден уред мора да бидат? Да, на еден екран. Добро, тоа би било поинтересно за да може двајца да ја играт, да не се физички присутни и да го покажат. Мислам, види, има тука и нешто интересно и во тоа кога се игра физички вака. Например, имам добивано многу ревјуз дека некој бил на дејт со некоја девојка, па ја играли играта, па не знам, многу добро си поминале или луѓе што ја играле со пријателите им било многу интересно и го пишуваат тоа луѓе во ревјуа. И као и тој елемент си е интересен, као дека физички вака се играат игрите. Исто заборев да спомнам дека има и челенџи во играва, ама тие се опционал, може да ги исклучиш ако сакаш, а може пред да почнеш игра да ти дае некаков челендж, например, тој што ги изгуби да направи 10 склека. И тоа на дејто тоа го е користел можно е. Па не, има и некои такви што се челенџи малце по, например, тој што ќе изгуби да го баци, тој што ќе победи или не знам, некои такви. И тука има малку
интересно нешто во тоа, али да, како опција е многу добро да го има и тоа да не играат, да играат да се физички раздвоени. Да. А имаш и на purchase за да се избришат рекламите. Да. Колку од луѓето плаќаат за тоа? Многу малку. Не знам вака да кажам процент, ама многу малку. Помалку од 10% сигурно се мери. Помалку од 1%. Помалку од 1%. Да. Во игри, мислам, пак зависи од типот на играта, нели има игри што се што не се толку casual, например, као, мислам, casual се игрите зависи кој колку е геймер, ама као игри као Clash of Clans, да речеме, или Top 11 на Nordeus од Србија, као тоа се игри кај што луѓе даваат многу пари и таму нема толку многу реклами, затоа што има луѓе што играат играта со месеци и сакаат да бидат први на лидербордот, им значи тоа и даваат пари. Во овие вакви игри што се или се офлайн или нема толку со луѓе лидербордови, нема толку компетитивност, генерално никој нема да ти плати, освен онака remove ads има, и тоа е претпоставам луѓе што ја играат често играта, им сметаат рекламите па си купуваат, ама многу ретко, 95% од заработката е од реклами. И колкава заработка е од views, колку од кликови? Или нема се од кликови. Се од кликови, да. Не од views. Да. Ставаш ги на некои места дека рандом ки кликне или? Не, вака јас сум против такви премногу нападни реклами, лично и мене ми сметаат и не мислам дека тоа е нешто на пример што може да се АБ тестира, да речеме ако ставиш таква реклама што излага на неприроден начин за некој погрешка да ја кликне, прво тоа е против гајдлајнот на ad networkот, ама можеш да тестираш дали профитот ќе ти вреди во однос на ретеншенот. Изгубените корисници и на ова. Затоа што тоа е нешто што смета. И сега зависи, ако, не знам, ако Ептен па го менува профитот, може некој ќе си рече... Имаш правено АБ тестинг на некои такви работи или не? Па не, на ова конкретно немам правено. Мислам, не сакам да биде таква играта. Кажи ми некој ако сака сега, пример, да почне игри да прави со Unity. Што му треба точно? Од дека може да научи навики информации? Од интернет дефинитивно најмногу може да се научи конкретно за ова. Следаш некои јутубери што дават некои туторијали или некои книги? Не следам веќе, мислам некако поише гледам некои пишани туторијали од Unity блоговите или нешто така, затоа што на YouTube претежно се за почетници, мислам за почетници. Па добро, и некој ако не гледа нас сигурно ќе е почетник во оваа работа, така да ти што би му препорачал на некој што е почетник, од дека да почне? На YouTube има многу туторијали, исто на самиот сајт на Unity има доста туторијали и така дефинитивно најдобро се учи. Конкретно за game development во Македонија во формално образование нема апсолутно ништо. Мислам на финки 2 предмети, ама далеку од корисни се тие. Не знам, у неформално образование искрено по академииве имаше негде, мислам дека, ама не знам, немам искуство со тоа, така што моја препорака е YouTube, интернет блогови, такви работи, да пробуваат. Например, игрите се нешто кај што може многу да експериментираш, тука нема, за разлика од, да речеме, правење сајтови, backend, frontend или апликации, кај што има веќе некои предефинирани патерни на работа, тука е многу по-слободно, сега тоа може да е и позитивно и негативно. Позитивно е што имаш слободата, може да експериментираш, да правиш што сакаш, ама некад не знаеш па што да направиш, затоа што не ти е предефинирано начинот на работа. Ама да, така се учи најмногу. И нека учат математика, тоа можам да го кажам. Мислам, ако некој се фокусира на програмирање, game development, треба да знае математика, линеарна алгебра, дефинитивно тоа е корисно. Од финки, како ти е искуството? Па генерално добро, мислам, финки не е многу организиран факултет и тоа малку ми сметаше, ама од друга страна па можев од дома да учам, скоро и да не одев на предавања. Прва и втора година многу ми беа корисни
од знаењето. Ја, например, знаев да програмирам и тие предмети не ми како да кажам, не им посветува внимание многу на нив, ама математиките се нешто што многу ми било корисно. До денес у игриве многу често знам да применам нешто што сум го научил на факултет од математика. Ти ако веруваш си прави што ми е речел дека математика да. знаеш. Ама тоа е, знаеш како? Уствари и ние сме дискутирале, значи најверојатно треба да има повеќе смерови и врз основа на тоа што сакаш да бидеш уиднина, па тие така. Точно предмети да ги учат. Ти некој знаат да тепат со математика и работи, а после ти да сакаш да бидеш. Тоа зависи и од доменот. Например, мене не ми треба математиката за да го искуцам кодот, туку мене ми треба математиката за да направам нешто во играта што е независно од кодот. Тоа е до доменот, предпоставувам дека корисна е математиката, не знам, линеарна алгебра, матрици и во AI, мислам дека доста се користи и тие некои напредни алгоритми, предпоставувам и таму се корисни. Во game development е доста корисно затоа што тоа е 3D свет или нема врска и 2D да е и често треба да знаеш да пресметаш агол, насока, некаква ротација, се користат доста функции, такви трансформации на функции, некои криви да ги разбираш тие. Доста, мислам, дека се применува за разлика од веб од апликации, кај што не ти треба стварно да. Да. Онака исто од другите пример часови на Финки кои ти е оставил некој посебен впечаток. Чисто пошто не следат доста студенти од Финки да го продискутираме тоа. Па, математиките да ги спомнав, дека лично мене ми беа корисни. Не знам, например, архитектура на процесори, нешто што ми беше многу интересно, што реално не го применувам премногу, да не речам ич, ама етен, као што е добро е да знаеш, да ги знаеш тие работи, ако работиш на некои апликации што се многу performance critical, а во игри се дешава тоа, не мислам, зависи од играта. Во вие не, во вие конкретно не, ама ако работиш на игри кај што е битен нели секоја милисекунда за да достигнеш некаков фрейм рейт, битно е да знаеш некои такви, например, кеш локалити, како работи кешот у процесорот, е нешто што е многу често bottleneck во апликациите во игрите. Ако имаш многу кеш мисови во кодот, тоа е нешто што може многу да ти го успори кодот, иако ти алгоритмот брз, да речеме. Тоа е така интересно. Оперативни системи ми беше исто интересен како предмет. Таму се учи на мултитрейдинг. Тоа исто често сум го користел. Например, тоа таму се учи синхронизација на тредови. Тоа е нешто што тешко е, например, да најдеш материјали на интернет за тоа. Не знам зошто, ама за тие семафори, мютекси, некои. Баш ми беа интересни тие задачи, ама кога ги учев не можев да најдам добри решенија на интернет. Не знам сега дали е сменето тоа, не сум проверил, ама тоа генерално прва, втора година, трета на Финки ми беа корисни. После јас упишав четврта година и некако предметите, не знам, ми станаа безсмислени веќе, беа многу различни, секој предмет ми беше од различен домен и нема време да ги учам сите, сакав поише да се фокусирам на работа и дипломирав со 3 години после наместо со 4. Сега, значи, од оваа, да речеме, игра што ти е моментално, освен видов на Google Play и на App Store што ти е ставена и на Huawei. Да. Моментално, пример, ја никош ги немам ставено на Huawei и некои други, те што имат апликации на Google Play и на App Store, што можеш да им препорачиш твоите резултати какви се. Тоа го видов, тоа беше поише како експеримент еден, да видам за тоа, ти ја пример не само правил и други не се го. Да го продискутираме само, дали вреде да се замараш за да ја ставаш на Huawei или мислам дека не вреди. Толку даунлоди. Не сум проверил одамна, таму и поретко ги правам апдейтите, например на овие знам у месецот и 2 пати да направам апдейт на игриве, мислам на Challenger Friends, на Huawei така
на App Gallery доста ретко. Ама и AdMob не работи таму, така ли? Сите Како? Google сервиси не работат. Тоа сега ќе го спомнев. Автоматски. Тоа сега ќе го спомнев таму, рекламите на пример не работат во Кина и не знам, можда ако користиш некој ad network специјално за Кина, ама дел од корисниците таму се од Кина, рекламите не работат у Кина, овие барем ја што ги користам. Можеш да имплементираш ап и на purchases преку нивните апиња, ама требаше да го правам посебно, као за овие веќе има некои плагини од Unity што се, за со еден код да ги менаџираш и на purchases на двете платформи, за ова ќе требаше посебно тоа да го пишувам, а мислам дека немаше ни никој да купи, така да не знам, не сум проверил, мислам дека имаше околу 200,000 симнувања еднаш кога видов, ама тешки се за монетизација тие корисници. Да, окей. Фала ти на времето. Фала ти на надевам се наредната година дека ќе имаш уште подобри резултати и ќе може да продискутираме и ако научиш некој трик финта за повеќе даунлоди да може да им ја споделиме на луѓето. Може, фала ти што ме викнал.